имаме една нова дебата, па имаме можеби и најава за формирање на дигитален денар. И сега луѓето кои не се толку познати, не се толку навлезени во оваа проблематика, тоа им звучи како некакво логично продолжување на оваа приказна со криптовалутите, како нешто што е природно и што е добро во основа, но вие во некои ваши постови предупредувате дека тоа не е баш така, од формирање на дигитални валути, на постоечките валути. Зошто мислите така? Значи, јас за таа тема зборувам веќе 2 години. Официјално имав прва моја статија пишена на мојот вебсайт Токен Падок. Пишував конкретно за CBDC на англиски, односно дигитална валута на Централна банка, на македонски би дошло. Исто така пишував во мојата книга. Јас тоа конкретно го опишав во 9-тиот модул од книгата, опишав што се овие дигитални валути на централни банки и што представуваат. Сега ќе повторам уште еднаш за гледачите. Значи, дигитална валута на Централна банка не се тоа дигитални пари како што централните власти ширум светот милуваат да кажуваат дека тоа се ново дигитално евро. Или, пример, во Британија го викаат биткоин. Во Европа веќе го најавуваат, го викаат и јуро. Еве кај нас, може би, не знам, дигитален денар или дури видов некаде наслови криптоденар. Значи, прво треба да се разбере, да се направи една дистинкција, дека овие дигитална валута на Централна банка нема врска со овие дигитални што ги користиме сега пари. Значи, ние сите имаме дигитализација на парите веќе уназад повеќе од 20 години. Значи, не станува овде збор за дигитализација, туку трансформирање на дигиталното. Што значи тоа? Овие пари, така наречено, ќе бидат токени што се програмибилни. И овие токени што се програмибилни може централната власт, Централната банка во одредена држава, во одредена юрисдикција може да постави услови какви што сака врз цело население, без разлика дали е некој богат, дали е сиромав, без разлика дали е бизнисмен или некој работи за плата. Значи сите ќе бидат обсегнати. Сега, кога зборуваме за овие токени, овие може секој еден да провери, ги има доста информативни и видеа, дури има репортажи во Кина. Ова функционира веќе во 2019. Од 2019 веќе е и веќе ден денеска е на цела територија на Кина. Нивна дигитална валута од нивната централна банка? Да, за нивниот дигитален юан зборувам, новиот дигитален, односно тоа е CBDC, дигитална валута на Централна банка. Значи, како што реков, овие се програмибилни токени. И овие програмибилни токени во Кина се злоупотребени на многу начин, на многу лоши начини врз населението, затоа што сите знаеме дека во Кина имаме комунистичко редување и имаме диктатура во Кина. И тие го злоупотребуваат врз населението, за населението да се однесува онака како што тие милуваат. Тоа значи дека не може да има никаква критика према нив и така натака. Исто така, морам да потенцирам, за време на ковид кризата за тие што следат, во Кина беше до пред 8 месеци, има карантини, и во Шангај имаше до пред 6 месеци. Сите луѓе, ако не отидеа во денот, секој ден да направат тест, нивната сметка банкарска, што е апликација на телефон за ова дигитална валута на Централна банка, им покажуваше црвено, што значи дека не можеа да си купат ни билет за во автобус, не можеа ни да си купат и храна. Значи, станува збор овде за кршење на човекови права. Сега... Но и тип на контрола. Да, апсолутна контрола. Не само контрола, туку апсолутна контрола во секој домен на живење. Сега, тука се поставува прашањето. Ние знаеме дека човековата природа обично е коруптивна. И знаеме дека насекаде сите влади, без исклучок, на некој начин, до одредена мера, се коруптивни и може да бидат коруптивни. И јас не гледам причина зошто во западниот свет, каде што нели се форсира таа приказна дека се работи за демократија, зошто во западниот свет упорно сакат да го воспостават овај начин, затоа што дефинитивно некој тоа ќе го злоупотреби, прашање на време.
И исто така за на крај, за ова тема за дигиталната валута, морам да напоменам одредени работи, што веќе и како што спомнав ги пишував. Значи, со ова дигитална валута на Централна банка, што ќе се воспостави и кај нас, можностите за контрола се бескрајни. Али ќе наборам еве неколку примери. Ќе има граница на трошење. Ќе има граница на штедење. Значи, секој не може да има штедни долгови, пример во Кина тоа го има, тоа се вика како горење на токени, значи во одреден период имате рок кога да ги потрошите вашите пари. И тоа сето тоа е ради добро за економијата, да имало повеќе cash flow, нели, да има повеќе финансирање. Сега, значи, тие се работи. Исто така, морам да напоменам, има и веќе има воспоставено граница на географско трошење. Значи, каде ќе можете да ги трошите вашите пари. Значи, исто така, ќе има веќе во Кина лимит на кои продукти можете да купите. Така да јас не гледам причина зошто некој не би го злоупотребил и во западниот свет, вклучително и кај нас во Македонија. Добро, кога зборуваме за ова, еве за дигитализација на постојните валути или за дигитални валути на централните банки, прашањето е дали е тоа невозможно да се избегне, бидејќи во поглед на дигитализацијата на дигитализацијата и па и на парите. Парите се инаку дигитализирани одамна со кредитните картици, да речеме, тоа се дигитални пари. Ние парите кои ги имаме во банка на сметка и на кредитна картица или на дебитна или на каква и да е, тие се дигитални, тие постојат само како бројки всушност и се сметаат у банка, се пресметуваат. Тоа не е ново, но да речеме за дигитална валута, налик на биткоин или на било која за гледачите да им биде појасно, дали централните банки се приморани да таков чекор во поглед на целата технолошка револуција и напредок? Дали нема начин да го избегнат тоа? Тие мора да ги дигитализираат во таков поглед, да ги токенизираат, ајде да речеме, централните валути. Видете, значи, одлично прашање, добра поента. Значи, тие самите јавно кажуваат, ММФ многу пати јавно кажа дека се буквално исплашени од биткоин и од криптоиндустријата. Затоа што биткоин и криптоиндустријата представува нешто диаметрално спротивно од тоа што тие сакат да го наметнат на цело човештво во цел свет. Значи, криптовалутите, биткоин начело, пред се биткоин морам да потенцирам, е тотално децентрализирана валута, криптовалута. За разлика од овие што се централизирани, што ќе бидат на централизиран леџер. За разлика од криптовалутите што постојат на блокчейн. Секој од секаде може да пристапи, нема никаква цензура, секој може да разменува било каква вредност за било што. И нема никаква цензура. И исто така, сите што постојат како мајнери, како валидатори на други мрежи, тие се должни и со тоа добиваат награди, но меѓутоа наградите ги добиваат затоа што тие осигуруваат мрежата. Така да, пример една мала споредба да направиме, кога гледаме една дигитална валута на Централна банка, пример конкретна еве Кина како најпозната, најголема земја што веќе одамна го има имплементирано, значи тука постои надцентрализиран леџер. Значи тоа е буквално следено и контролирано само од група на луѓе, групација на луѓе, од банката ни на властите. За разлика ваму кај криптовалутите никој нема никаква контрола, поготово за биткоин морам да потенцирам. Значи кај биткоин нема никој контрола. Значи буквално тоа е комодитет како злато. Златото нема една држава или една власт контрола. Тоа се рудари на секаде во цел свет, секој може да го поседува и така натак и да го разменува. Така и биткоинот. Така да тоа мора, значи затоа сакав да го прецизирам, тоа се тотално диаметрални работи и токму ради тоа централните банки се исплашени затоа што ќе изгубат доминацијата нивна врз населението. И односно ќе се случи на природна економија, односно децентрализирана економија, слободна економија. Кога имаме ние слободна економија, тоа го има и во економијата, кога некој учи, има слободна, чиста економија се вика, но меѓутоа тоа постои само во теорија. Единствено нешто што го возможува моментално е тоа само биткоин. Значи на некој начин во една мал маркет капитализација која гледа на цел
финансиски пазар во цел свет. Така да, значи, дефинитивно они стравуваат од тоа и дефинитивно централните банки сакаат да воспостават тотална контрола врз населението и на монетарниот систем. Односно, на ова наснована, ова затечена, да речам, економија, што постои преку 300 години, значи ова што го живееме денес веќе постои 300 години, економијата секаде во цел свет се базира на долг и на кредити. А ова е сосем обратно. Така да тие сакат да ја задржат само во друга форма.